Христијанските споменици ги исполнуваат златните страници од историјата на народот кој живее на овие простори. Сведочат за богато и величенствено историско наследство, кое во голем дел е застапено во Македонија. Во коренот на ова наше наследство се наоѓа христијанството како главна религија на Византиската империја. Македонија е земја со која владееле многу династии и кралеви, земја богата со културно богатство и земја низ која поминал и светиот апостол Павле. Уште од секогаш Македонија представувала една од важните раскрсници кои го поврзувала Блискиот Исток и Европа, односно Стариот свет и Новиот свет. Па затоа не е ни случајно тоа што светиот апостол Павле за време на своите патувања често ја посетувал Македонија. Тоа му дава големо значење на Македонија не само како земја, туку и како една голема територија на која што христијанскиот живот започнува уште во првиот век. Веќе во 11-12 век имаме одлични репрезентативни објекти како храмови во кои што работеле навистина и најголемите мајстори. Големите мајстори Михаил и Евтихи изографите стартуваат во Охрид во периодта 1295 година. Тоа е Свет Охридска архиепископија. Потоа тие работаат и во други краишта на Балканот, Нерези и Курбиново. Нерези има третман на светски споменик на 12 век од таа епоха на комнините, додека Курбиново го репрезентира крајот на 12 век. И тие се сега во етапа на длабоко проучување. Се проучува во целиот свет. Михаил и Евтихи изографите, тие се големи мајстори, светски мајстори, влегуваат во секоја антологија на византиската и источно-христијанска и македонска уметност. Се наоѓаме во близина на Преспанското езеро, пред скромниот екстериер на црквата Свети Ѓорги во селото Курбиново, во која ќе ја видиме раскошната монументална убавина на 12 век. Главниот влез на западната страна и споредната врата се украсени со фрески кои се слабо и фрагментално сочувани. Црквата Свети Ѓорги во Курбиново е сосема едноставно градена. Зидана е од камен и цигли, а обновениот дрвен столб веројатно го повторува првобитното решение. Црквата Свети Ѓорги во околината на селото Курбиново е една од низата која сведочи за уметничката свест од своето време. Црквата Свети Ѓорги представува сјаен пример на класичната илустрација на 12-те големи празници. Курбиновскиот мајстор ја продолжува визијата на византиските сликари од 11 и 12 век, каде се подвлекува двосмислената слика на Христовото вознесување на небо. Сепак треба да се истакне дека живописот од Курбиново најавува и низа од новини кои ги носи програмот на епохата на палеолозите. Благовестите се представени лево и десно од апсидата. Архангел Гаврил е представен во движење со разиграна драперија, како ја поздравува и благословува Богородица, која седи во богато украсен ентериер и изненадена престанува да преде.
Авторот изразил некои од човековите и религиозните мисли од својата епоха, предвидувајќи и најавувајќи го стилскиот правец на времето кое доаѓа, а тоа е ренесансата на палеолозите. Овој манастир се наоѓа во Курбиново на надморска висина од 1070 метри и само 2,5 километри далечина од убавото Преспанско езеро. Од самиот манастир, мислам, ова што го гледате овдека, живописот и фрескописот е све оригинал од тоа време. Најпознати моменти од овој манастир се самите фрески кои го даваат автентичност од тоа време. Инаку, овие кои работат на докторски дисертации кажуваат дека почетокот на ренесансата почнува од овие простори, а тоа се гледа по две основни црти. Први, контурите на самите апостоли или фрески кои се насликани на овој манастир, и второ, разиграноста на носите на истите или драперијата која е насликана во извонредни големини и кривини. Сите овие фрески кои се насликани во овој манастир се оригинални и потекнуваат од 1191 година. Го сликале познатите мајстори или сликари Михаил и Евтихи. Траело повеќе од 5 години и истите вложиле голем труд, а како повод му било местото и околината и самите мештани од овој манастир. Фреската Ангелот од Курбиново представува како единствено дело на изложбата во Њујорк како единствен представник од Македонија. Главните курбиновски мајстори, автори на композициите во олтарскиот простор и дел од сцените на наосот, нема да подлегнат на манирите од своето време. Нивните фигури се пластични и волуменозни, а во исто време проникнува убавината на замислениот визионерски свет на водечкиот Зограф. Слободно можеме да речеме дека започнува и ренесансата. Тоа е исто така значено бидејќи спојот на строгата византијска култура која што била наметната во средниот век на овие простори и суродот на онаа мека словенска душа која што доаѓа го дава токму тој резултат на врвни мајсторски изработки на фрески и икони во Македонија. Тој идеал на комненската убавина, чија цел е да се постигне продуховеност на изразот преку бегството од класичниот образец и хеленистичките инспирации, према мислењето на историчарите на уметност, е прикажан на источниот зид од храмот Свети Ѓорги и на некои сцени од наосот кои се дела на протомајсторот и кои владеат во своето време. Не помалку е битна и фреската на оплакувањето на Исус Христос, каде самите уметници се вткаеле во живописот на нејзиното сликарство и истата оваа фреска е насликана и во манастирот Свети Пантелеймон кај Нерези по Скопје. Двете композиции кои се однесуваат на Христовиот земјен крај, спуштањето од крст и оплакувањето Христово, ја покажуваат морфолошката и композициона поврзаност со представникот на комненскиот стил. Зографот од црквата Свети Пантелеймон во селото Нерези. Покрај тоа што и колоритно се разликуваат фреските во манастирот Свети Ѓорги во Курбиново и оние во Свети Пантелеймон во Скопје, според композициите кои ги имаме, особено при разгледувањето на композицијата на оплакувањето Христово, ќе забележиме дека работеле истите мајстори и во едниот манастир и во другиот манастир. Со тоа што овој манастир како помалку значаен и помал и понеекспониран, сликарите имале таа слобода да си дадат малку повеќе слобода во нивното цртање и затоа тука се појаваат овие екстензични фигури кои што ги имаме и кои што се навистина карактеристични и специфични, кои се влезени во секој учебник при изучувањето на византиската уметност од средниот век. Магијата на една визија соопштена со планот Б, на необична авторска табла и после 800 години тишина, се појавува од питомиот брег на архаичната преспанска околија. Таа не доведува до уметничката возбуда и ја бара нашата праведна оцена за својата вредност и местото на кое таа му припаѓа, меѓу големите мајстори
и декоратори на фреските од класичниот среден век. Недалеку од овај манастир минува и патот Виа Игнација, кој продолжува до Италија и токму овие моменти на сликање се пренесени во тие делови на Европа. И токму за тоа сметам дека ренесансата почнува од овие простори од Преспа. Манастирот во Нерези крај Скопје е единствениот сочуван споменик на Скопската епархија од 12-тиот век, која била најугледна меѓу епархиите кои припаѓале на Охридската архиепископија. Петокуполна црква со истовремено подигната припрата која е во мали димензии. Зидана е во камен. Манастирот во Нерези е посветен на Свети Пантелеймон, заштитник на здравието. Во 19-тиот век, црквата била покриена со нови фрески и тоа било така до 30-тите години на 20-тиот век, кога било откриено највредното старо нерешко сликарство. Нерези има третман на светски споменик на 12-тиот век од таа епоха на комнините. Нерези е символ на една епоха која ќе внесе доста присуство големо на емоции. Изразот на ликовите и византиската убавина, кои ги сликаат мајсторите Михајло и Евтихи, кога се работи за поединечни фигури на протагонистите во сцената, таму доаѓа до израз нивната умешност за убедливост на прикажаните случувања. Повеќе композиции го прикажуваат Бога и Христа, Бог Отец, Бог Христос и така натаму, во човешка форма, како патат, страдаат, оплакуваат, се мачат. И тоа значи една хуманизација на представата. Оплакувањето Христово е најпознатата фреска од Нерези и најуспешното сликарско и иконографско остварување во тој период. Михајло и Евтихи прикажуваат драматичен момент на мајчинското оплакување на својот син. Богородица е на колена, го прегрнува синот, бакнувајќи му го лицето. Апостолот Јован наведнат го љуби мртвиот Христос во рака, а Јосиф и Никодин клечат и ги придржуваат Христовите нозе. На небото летаат ангели кои го оплакуваат Христос. Детална е разработката на нивните ликови. Сцената е како и сите други сцени, компонирана во полукруг, каде диаметарот го чини Христовото тело. Во најниската зона представени се фигурите на светителите, црковните отци и светите војни со извонредно насликани лица кои изразуваат различни карактери.
Тоа е единствена галерија на човечки ликови од различни периоди во животот и различна припадност во друштвените слоеви на црковната и дворската хиерархија во комненскиот период. Манастирската црква, посветена на свети великомаченик Пантелеймон, е изградена 1164 година, 12 век, од страната на византискиот принц Алексеј I Комнен, заедно со неговата ќерка Теодора. Сигурно и самиот ктитор Алексеј I Комнен сакал да ја представи повеќе внатрешната духовна убавина во ова духовно светилиште. Имено и до ден денеска се зачувани многу голем број фрески кои што датираат од 12 век, композиции кои што изобилуваат со една посебна драматичност и емоција. На прегрешени оставление подаш душам наши. Очигледна е обдареноста на нерешките мајстори за запазување на длабока природа, која ја прикажуваат низ разни физиономии и разиграноста на фигурите. Линијата е основен чинител во обработката на фигурите. Со неа се изведува цртежот, но таа доминира и во обработката на површината со нанесувањето на боја. Линијата подредува се, од контурите до пластифичноста на фигурите и изразот на нивните ликови. Во нерези, покрај линијата како изразно-сликарско средство, карактеристична е и посебната гама и богатиот рафиниран колоритет, во кој доминира така наречената нерешка сина, во хармонија со окер, светло-зелена и нијанси на црвена боја. Во византиската уметност, епохата на комнените и ангелите од крајот на 11-тиот и почетокот на 13-тиот век е посебно поглавје во ликовното изразување, кое го карактеризира линеарноста и тежнењето кон пластифичен начин на моделирање на ликовите. Тоа е извонредно многу значаен храм. Не само за тоа што го славиме Бога, ги славиме светците, го славиме христијанството, но овде може да се препознаат и многу работи кои се од подрачјето на културата, на развојот на цивилизацијските вредности во општеството. Анализирајќи ги фреските, забележуваме дека се појавува еден исчекор од таа статичност и догматичност, како и индивидуализација во изразувањето на ликовите. Забележуваме процес на промена кон очовечување на уметноста. Со промената на уметноста, таа повеќе не е преносител на некои релации помеѓу власта и народот, туку воочуваме човечки релации. И тоа е најголемиот показател за појавата на ренесансата, која во манастирот ја забележуваме во полна форма и интензитет, во изразени јасни и чисти содржини во ликовите и нивната карактерност при самата изработка. Зографите изградиле свој личен психолошки пристап, кој бил забранет и не посакуван во тие минати периоди, отфрлајќи ги каноните на комненскиот стил на фрескосликарството. Тоа се Михаил Евтихи, кои што има светска слава, кои што сликале во повеќе објекти, храмови на Балканот, од Солун тамо до Рашка. Тие се сметат за прв споменик на ренесансата на палеолозите и обично сите мене ме прашаат каква е врската нивна со Джото во Италија и дека тоа е проторенесанса. Има елементи на едно ново решавање на фигурата, на просторот, на композицијата, на моделацијата, во секој поглед е револуција во уметноста и заради големиот наплив на емоции и реалистичко прикажување на што?
Мајката го љуби мртвиот Христос, својот Богородица, значи, солзи, килење коси. Згрчено лице, згрчени усни, подигнати веѓи и очи полни со тага. Богородица го прегрнува својот мртов син, нежно допирајќи го своето лице до неговото. И денес бројни љубители на уметноста од целиот свет остануваат занемени кога ја гледаат оваа фреска и оддаваат почит на познатите нерешки творци. Тој ефектуален начин на реализам, еден византиски, да го наречеме, Бог се спушта на земјата. Или земјата оди на еден нов начин кон Господа. Тој ја открие уште меѓу двете светски војни и објавениот руски емигрант Окуњев, кој што работел во една фаза во Скопје и публикувал во светски списанија. И тоа денеска секако во секоја историја пишувана на уметноста влегува како елита на оваа етапа во светската историја на уметноста. Вистина, овде ќе ги најдеме зачетоците, односно ќе го најдеме и ќе го препознаеме ембрионот на Ренесансата. Ренесансата е точно присутна во елементот кај што се препознават чувствата, расположението на ликот. Прави отфрлање на канони, отфрлање на непотребни правила. Тоа било толку несоодветно за другите таков вид декорации. Представува права револуција, како и што реално е значењето на Ренесансата во појавата на своето време. Во оваа прилика ја согледуваме таа индикација на појава на Ренесансата дури 200 години порано од светски признатата италијанска Ренесанса од 14. век. Појавата на италијанското ренесансно сликарство го воочуваме во Падова, во капелата ди Скровењи, во делата на Джото ди Бондони. Анализирајќи ја композицијата Оплакување на Христос, испоредувајќи ја со тие во Нерези и Корбиново, кои се насликани 200 години порано, воочлива е сличноста во психолошката анализа при изработка на ликовите. Дали е потребно да се истакне дека во историјата на уметност долго време постоело мислење дека овие смирувачки мотиви во Македонија се пробиле од запад, од италијанската уметност од 14. век и дека наводно внеле живот во така наречената умртвена византиска уметност? Откривањето на Корбиновските и Нерешките ликови од 12. век и други сликарски комплекси со слични мотиви представува убедлив доказ за обратниот пат на ренесансната иконографија. Со откривањето на македонските фрески од 12. век се откриваат и корените на ренесансното фреско сликарство. Се открива дека македонските мотиви се пробиле и развиле на запад дури 200 години подоцна, како нов уметнички стил во општеството наречен Ренесанса.